2 милиони евра повеќе од дозволеното за предизборен маркетинг во 2024 година потрошиле политичките партии. Од парите од буџетот се рекламирале, а Државната изборна комисија им го овозможила ова и покрај тоа што е спротивно на закон, утврдила ревизијата. 129 милиони денари биле пренасочени и наместо за изборни активности се потрошиле за политички маркетинг. Иако соодносот требало да биде 1/3 наспроти 2/3. Парите биле поделени 50-50, па ревизорите дале препорака ова да се поправи. Исто така за ревизорите е нефер распределбата на парите од буџетот кои партиите ги добиваат од добиен глас, бидејќи најголемиот дел го делат најголемите партии. Распределбата на вкупните средства не обезбедува објективни критериуми за распределба на јавните средства, давајќи значителна предност на најголемите парламентарни партии, при тоа ограничувајќи ги можностите на останатите партии и независните кандидати да ги представат своите програми на радиодифузерите, електронските и печатените медиуми. Според ревизорите во ДИК се трошеле пари за јавни набавки без јавни тендери, туку со договор во 4 очи. Исто така, недостигали и патни налози, фискални сметки, како и доказ за платени пари во финансиските извештаи. Дури пола од сумата во јавните набавки била потрошена во постапки само со преговарање без оглас. Од спроведените 34 постапки за јавна набавка, 5 се спроведени во хартиена форма, односно како постапки со преговарање без претходно објавување на оглас, во вкупна процената вредност од 90 милиони 905 илјади денари, што представува 50,22% од вкупната процената вредност на постапките. Меѓу другото, државниот ревизор го отвори и прашањето од оправданоста на трошењето за гласање на диаспората, не оспорувајќи го уставното право на глас на секој граѓанин, но смета дека од регистрирани 2571 гласач на гласање излегле само 809 избирачи, а за патувањето на одборите кои го реализирале процесот се потрошени 420.000 евра. Според ревизорите, потребно е да се изврши анализа на постапката и начинот на гласање на граѓаните, кои за време на изборите се наоѓаат на привремена работа или престои во странство.